Добро вечер и добре дојдовте и во овој дел од отвореното студио, некоја минута по 19 часот, редовен термин кога влегуваме се уште по некоја тема пред централното издание на дневникот на 1 ТВ. Тоа што подготвивме за овие минути се некаде до 5 минути пред 20 часот, се надам дека ќе го задржи вашето внимание. На самиот почеток ќе се вклучиме во Белград, каде што е нашиот колега Христијан Баневски, кој во текот на целиот денешен ден известува за посетата на Путин во Белград. Тоа е некако настан не само на целиот Балкан, туку очигледно и во цела Европа. Но она што овие минути ќе ги искористиме во комуникацијата со Баневски нема да бидат официјални информации за тоа што бараше Путин во Србија и што денеска се случуваше во текот на денот, туку со Христијан ќе зборуваме за повеќе за тоа на што денеска личеше Белград и кои се безбедносни мерки беа превземени во пресрет на посетата на Путин на Белград. Христијан, добро вечер. Добро вечер, Анета. Се слушаме. Добро изгледате таму сега за сега. Вечерва ќе го напуштите Белград, денеска имавте напорна агенда, но ајде овие минути во овој дел од студио 1 да позборуваме за тоа на што личеше Белград денеска и под каков вид на опсада беше. Токму така, Анета, но доколку го гледате нашето јавување, доколку нема некои зборови на српски во позадина, тешко можеби ќе кажете дека се наоѓаме во Белград, можеби ќе кажете повеќе дека се наоѓаме во нашето Дебар Мало, со оглед на сличноста на ова мало во центарот на Белград, но тоа е од причина поради тоа што ова беше можеби единствената улица која што беше проводна и каде што можевме да се поставиме за да го направиме ова линковско вклучување, бидејќи веќе како што и најавити целиот град е парализиран, и тоа е токму поради последната точка од агендата на посетата на рускиот председател Владимир Путин, која што предвидува обиколка на храмот на Свети Сава, за кој што всушност и Руската Федерација има донирано пари за доуредување. Токму оваа точка можеби е она која што им создава најмногу главоболки на тимот за безбедност на Путин, со оглед на тоа што станува збор за прошетка околу и во храмот под отворено небо, а околу храмот веќе се собрани, не би можел да кажам точна бројка, но сигурно станува збор за илјадници граѓани кои што се собрани во Белград со автобуси. Белградските улици во попладневните часови повеќе наликува, ако можам да кажам, на скопските улици за време на партиски митинзи или пак на организирани протести, со оглед на големиот број автобуси кои што беа истоварени во центарот на Белград и граѓаните кои што пристига можеби не само од Србија, туку и од целиот регион, па можеби дури и од европските земји, се со цел за да присуствуваат на тие половина час или 45 минути кога рускиот председател рамо до рамо ќе шета со српскиот председател Александар Вучич околу храмот Свети Сава. Што се однесува до безбедносните мерки кои што биле преземени во пресрет на посетата, за нив можевме да прочитаме и да слушнеме уште недела дена пред да се случи воопшто овој настан. Стануваше збор за голем број на специјални единици кои што пристигнуваа во Белград и кои што го обезбедуваа периметарот и трасата околу која што беше предвидено движењето на рускиот председател, иако во текот на денот кога пристигнавме овдека во Белград, тоа речиси не беше забележливо, односно градот функционираше сосема нормално, сообраќајот се одвиваше исто така нормално, па стигнавме во некоја нормална временска дистанца, ако можам така да кажам, до дестинацијата каде што беше предвиден настанот, односно палатата Србија, каде што и беше пречекан со сите почести рускиот председател Владимир Путин. Но како што изминуваше денот и со оглед на доцнењето на неговата агенда, но и со оглед на сите активности кои што му беа предвидени, така обезбедувањето, бројката, но и строгоста на системот за обезбедување беше се поочигледна, па така како што кажав и на почетокот на ова линковско вклучување, Белград во овие моменти кога и се случува посетата и односно обиколката на храмот Свети Сава е речиси целосно парализиран. Тоа е атмосферата која што би можел да ја пренесам во овие моменти од главниот град на Србија. Нета, мислам дека имаше некое прашање во меѓувреме. Да, она што можевме и ние да го прочитаме од медиумите и да го слушнеме од вашите јавувања е дека станува збор за мобилизација на преку 7000 специјалци, дека ќе бидат позиционирани снајперисти по покривите, по трасата по која што ќе се движи, а проструја, односно можевме да видиме инсерти за тоа како се заваруваа шахтите околу храмот Свети Сава, веројатно таму каде што се очекува да има и најголема посета од
од обичните граѓани и во поглед на предземањето на сите безбедни мерки се одеше и до таму. Дали ти во текот на твојот престој денеска можеше да забележиш можеби нешто специфично, нешто вака што ти фати око? Нета со оглед на тоа што бевме, ако можам да кажам, затворени во Палатата Србија поради организацијската агенда, моравме да бидеме таму на неколку часови пред пристигнувањето на Путин, кој што напоменав, и така доцнеше некои 2 часа од прилика неговото пристигнување. Можевме да забележиме дека тој пристигна со голем број следбеници, односно обезбедувачи, членови на делегација, членови на кабинет, бизнисмени кои што го потпишуваа договор, а секако очигледно беше обезбедувањето и рестриктивните мерки кои што беа воведени и во градот, но и во палатата и кон самите новинари кога станува збор за посетата на Путин. Целата агенда и целиот план беше, ако можам да кажам, немаше доволно време за новинарски прашања од други медиуми, тоа право го искористија само јавниот сервис на Србија и една новинска агенција од Русија, така што се беше внимателно испланирано до последен детал за да може оваа посета да помине најбрзо и сите точки од агендата да бидат исполнети што е можно во поточниот временски период, односно да нема некои поголеми одстапки од предвидениот план. Така што да, сите безбедносни мерки се презимаат и безбедноста е на највисоко ниво со оглед на тоа што рускиот претседател оценет како број 1 подвижна мета во светот. Така, на белграѓани, особено на трасата каде што по трасата на која што се движеше поворката со Путин, им беше сугерирано да ги спуштат ролетните, да не ги отвараат прозорците, доколку имаат веш по терасите истиот да го соберат за да не се гледа и така натаму. Се зборуваше и за тоа дека е пристигнат со уште 20 двојници во Белград, претпоставувам пракса која што ја има при секоја посета. И на крајот од ова твое јавување да ти се заблагодарам. Ние ќе се видиме за некои 30 на минути со официјалниот извештај за тоа што се случи во Белград и посетата на Путин и средбата со Вучич. Беше интересно деновиве да се види дали Путин ќе ја поклопи Карлеуша со своето доаѓање или Карлеуша ќе го поклопи доаѓањето на Путин на словните страници. Сепак имаше некаква промена во таа насока со оглед на тоа што првично беше најавено дека Путин ќе преспие во Белград и ќе остане овдека 2 дена, но веќе денеска знаеме дека неговата посета се случува точно од 12 напладне до вечерва кога тој се враќа назад, односно не останува втор ден во Белград како што првично беше најавувано. Најверојатно тоа е поради проценети безбедносни ризици и поради безбедноста која што е на невисоко ниво. Така. Христијан, ти благодарам за сега. Се слушаме и гледаме за 30 на минути повторно. Довидување. А ние овдека на крајот само еден поздрав за нашиот колега кој што сесорно го бодри Баневски и Шекеровски во Белград. Ние овие две фотографии ќе си ги наречеме Пинки го виде Тито, или нашиот организатор Зоран кој што имаше особена желба да биде дел од оваа делегација наша. Да, еве го и со лимузината, наш Боле, што би рекле фала, многу пријатно. А ние продолжуваме со официјалниот дел од програмата, одиме со краток джингл и со првиот гостин за вечерва. Останете со нас. $300 милиони евра за магистрални патишта. Кога ќе биде патот кон Охрид? Колку провизија зема тимот на Груевски? Дали е возможно кинезите да ја подмитат и оваа власт? Гостин во студио, министерот за сообраќај Горан Сугаревски. Во ТВ Ринг со граѓаните. Вечерва, 21 часот. Така, некако од Белград се селиме во Загреб, барем кај македонец со загребска адреса. Маријан Алчевски, добро вечер. Добро вечер. Најавен како сценарист. Човек од Скопје, преселен во Загреб, кој што очигледно добро му оди таму, што решил да ја смени својата адреса на живење. Да,
ви благодарам на поканата. Не можам да се пожелам на животот во Загреб, да. Така е. Да. Штом си таму, на тоа се сведува. Две причини зошто сме вечерва овде. Едната е, бидејќи се јавуваш како сценарист на една серија, која што е во продукција на HBO Адрија. Една би рекла од првите, но навистина многу добри, од она што го имам како реакција од тие што веќе одгледале серијата. Јас не сум една од тие, но ќе се потрудам да бидам, што е можно поскоро. Дека станува збор за одличен производ, серија од 6 епизоди со наслов Успех, а Маријан Налчевски сценарист на проектот. Така е, да. А втората причина, која што е веројатно позвучна за пошироката публика во моментот, е тоа што Маријан е новиот сценарист на новите продолженија кои што треба да и се случат на Македонија, на култната серија Бушава азбука. Така е, да. Ќе почнеме со Успех, па ќе одиме кон Бушава азбука. Значи, по професија би рекле сценарист, како се случува да ја добиеш оваа улога во Успех и соработка со еден Денис Становиќ? HBO Адрија, тоа е регионалната експозитура на HBO Европа, направи во 2016 година конкурс за сценарија за драмски серии. Јас и уште 470 други автори се пријавивме сите, секој со својата среќа. Јас имав таа среќа да бидам еден од 20 победници на тој конкурс. Иван Кнежевиќ од Нови Сад е другиот победник со неговиот проект Остров. Мојот проект е наречен Успех и од 2017 година во март или во април, кога ги објавија резултатите, до денес успеавме да ја направиме мојата серија. Тоа прво сценарио кој победи на конкурсот до 6 готови епизоди кои денес може било кој да ги гледа во Европа на HBO Go платформата. Так. Во моментот го гледаме трейлерот за серијата. Јас ќе те замолам како автор, можеби и најдобро ќе можеш тоа да го доловиш за тоа за каква приказна станува збор, а сепак да не откриеш нели многу. Значи, приказната е за 4 луѓе кои доаѓаат од 4, така да кажем, различни животни околности, кои инаку не би се сретнале најверојатно, иако живеат географски на блиско местот. Социјално, економски, културно не припаѓаат на истиот свет, и во оваа приказна се среќаваат. Има еден насилен настан на почетокот на серијата во првата епизода, кој ќе ги спои и после тоа, што би рекли, нели, тие неки гении на интернет, се случува заплет. Значи, потоа ги пратиме како нивните животи полека им се одат вон контрола, се обидуваат да повратат контролата. Тоа е серија која во еден дел е трилер, значи тоа е крими серија, имаме полициска истрага, постои детективка која е битен лик, но всушност е серија која на некој начин, јас барем се обидов и мислам дека успеавме на крај, го одразува нашиот живот денеска или во последниве 20 години, живот исполнет со несигурност и со тоа некое големо прашање како човек знае дека успеал. Кога знаеш да кажеш доста беше. Сега сум мирен. Или ова е вистинскиот успех? Па сега тоа е, не знам, тоа мислам дека е филозофско прашање повеќе колку што е некое. Мене тоа ме водеше во таа насока дека јас се прашував себе си, добро, Маријан, ти кога ќе препознаеш дека ти е доста, дека си успеал? Кога ќе знаеш? Како ќе знаеш? И мислам дека еден од проблемите на современиот живот е во тоа што ние денеска навистина дека немаме ориентир да може дали кога имаш, не знам, кога си среќен со семејниот живот, можеш да кажеш, добро, на работа не ми е супер, ама све друго е окей, сега сум успешен сум. Дали ако мирно спиеш навечер, бидејќи немаш некои проблеми кои те мачат, дали тоа е успех? Дали ако си богат или што е тоа и како може човек да го препознае? Кога се пријави на конкурсот, се пријави со зададена задача или беше отворена темата? Не, темата беше многу отворена и оно што е интересно е што инаку на такви конкурси бараат да напишете, не знам, така наречен логлайн, 170 карактери, букви да има. Не, 170 зборови е многу, кој ќе чита 170 зборови, тоа е многу за комисијата. Кој ќе чита? Да, HBO имаше варијанта ништо освен насловна страница со наслов на проектот, контакт на авторот
и сценарио. Нема синопсиси, нема зашто е ова. Тие ќе си прочитаат, тие ќе си знаат. Јас да морав тогаш, дури и денес, на некој да му ја објаснам на кратко серијата, да го заинтересира, мислам дека немаше шанси. И тоа е она што на мене во голема мерка ми помогна, што не морав да објаснувам зашто би било, туку имав прилика да покажам како би почнала таа приказна. И тоа беше доволно за успех. Па, во мојот случај се испостави дека тоа беше сосем доволно. Маријан, ова е нешто што е убав проект, како што веќе кажав, според реакцијата на оние кои што ја одгледале и сите кои што се подготвуваат да ја гледаат, но Денис, еден оскаровец, Денис Становиќ, ја добива приликата да биде режисерот на овој проект. Колку учествуваше ти во создавањето, во неговото создавање на твоите карактери, дали воопшто учествуваш? Тоа колку учествував јас во неговата работа, јас би рекол минимално. Нормално во Америка. Тоа значи дека добро те прочитал? Да, апсолутно. Не само тоа, туку во Америка во која што јас го пишувам текстот, тој треба да го режира, сум учествувал, но неговата работа оди многу далеку над тоа сега. Тој само да интерпретира малце, па да смисли тука камера, таму глумец, ке сниме и готови сме. Значи тој можеше да интерпретира многу повеќе од тоа и мислам дека во таа смисла серијата е поинаква од мојата оригинална намера, е така да кажам. Многу добра тоа што Данис го донесе само ја подигна не за едно, за неколку нивоа повеќе, да. Не е само успех дело кое што еве сега ние го познаваме, односно го дознаваме малку вака повеќе, затоа што е атрактивно. Зад себе имаш многу проекти и својата работа на сценарист би рекла многу добро ја работиш со оглед на тоа што се има во твоето CV. Особено Хрватска како земја во која што очигледно го вложуваш сиот свој труд. Добро ли се живее како сценарист, барем во Хрватска? Па сега не знам, претпоставам дека одговорот на тоа прашање е дека Маријан Алчевски како сценарист во Хрватска живее сосема добро. Мислам дека општо, ако зборуваме за сценаристи во Хрватска, не би рекол дека нашиот живот е нешто многу посебно лесен и возбудлив. Тоа е во исто време многу осамена професија, треба да седиш дома или некаде воглавном сам и да смислиш нешто и после тоа со години да слушаш критики не од публиката или од критичарите, од сите соработници. За да стигне едно сценарио од тоа јас да го смислам, да го напишем и да го направиме, секој чекора ги има стотина, да речеме, секој соработник ќе има приговор, забелешка. Во таа смисла не би рекол дека, како да ја кажам, дека заработувачката е нешто што може да те одржи во таа професија, бидејќи не работиме во Холивуд. Така, знаеш, во овој контекст не ми беше можеби толку и прашањето за заработувачката, колку што ми беше прашањето за тоа колку е исполнета професијата што ја работиш, во смисла работиш во исто време на повеќе работи или како велиш се затвараш па седиш сам па нешто смислуваш и е тоа едно по едно или е врвулица од напишани текстови. Па гледате, во мојот случај јас да речеме од 2006 работам како сценарист професионално и немам други ангажмани. Значи само од тоа живеам, така да кажем. Најголемиот извор на незадоволство е што јас работам многу повеќе од она што е произведено. Да речеме, например, не знам, со години ме прашуваат луѓе дали има нешто што си направил да го гледаме. Одговорот би бил готово редовно нема. Со години. Ке поминат помеѓу 2 документарни филма 3 години. Луѓето најверојатно мислат дека ја не знам, седам дома, ништо не правам. Ја работам константно а како сценарист, бидејќи не знам кој од проектите ќе стигне во фаза на продукција, мора да работам неколку работи во исто време, тоа е исцрпувачки, тоа е заморно, но од друга страна е многу возбудливо. Значи, не знам дали тоа мене ме исполнува, бидејќи јас секогаш сонувам да работам една работа. Еден проект. Так.
Мислам дека Да му се никогаш нема посветиш. да, ама тоа е така, тоа е као да сонувам дека не знам, кидам на Хаваи. И најверојатно кога ќе дојдам таму ќе сонувам дома да се вратам. Да. Значи тоа е таков некој сон што поише има функција да го сонуваш, отколку што стварно нешто ти значи во животот. Споменав дека си новиот сценарист на Бушава азбука, проект кој што на сите македонци предпоставувам. И ме врежан во главата, го познаваме сите, мојата генерација особено, бидејќи сум го гледала реал таймно, кога се емитувало еднаш во неделата на македонската телевизија и конечно, од пред некое време, простор информацијата израдува многумина дека Бушава азбука ќе добие своји нови продолженија. Маријан, јас го добивам како име кое што ќе биде следниот сценарист. Да, значи Огромна и тешка задача. да. Значи авторот, сценаристот на Бушава азбука е Горан Стефановски. Новиот проект се вика Бушав буквар. Тоа се нови 31 епизода. За жал го изгубивме Горан и неговата работа не може да застане таму каде што тој ја остави. Мене Слободан Унковски ме контактираше пред, па не знам, може би има година денат кога постапивме во контакт. Јас во еден момент напишав една рецензија интерна за проектот, додека го развиваа тие со Горан. А откако Горан почина, мене ми понудија да го превземам сега тој авторски дел. Морам да речем, јас сум исто така еден од тие луѓе што се израснати со Бушава азбука. Јас го памтам денот кога првпат ја гледав првата епизода. Требаше да има некој филм за деца во тој термин. Навикнат дека тогаш, тој ден, толку саат. Така функциониравме. И они пуштија таму некоја чудна емисија. Бев многу лут. Имав 7 години, бев многу револтиран. И од тој момент до 30 години подоцна, неколку пати имам гледано, секој пат со поинаков пристап. А мене тоа ми е идеал. И сега да ја добијам таа прилика, од една страна сум пресреќен и радосен, од друга страна чевлите на Горан се големи човек да ги исполни, а башка што, ајде сега мојот однос кон него како автор, што тоа е како културен производ, огромно дело, но мислам дека имаме многу добар концепт и дека ќе биде многу добар Бушавиот буквар. Што можеме ние да очекуваме? Поточно кога можеме да очекуваме некакво За кога не би сакал да зборувам финале? сега, затоа што се уште сме во фаза на изработка на сценаријата. Значи тоа кога ќе се снима, кога ќе се емитува, Ништо за сега не можеме да зборуваме. да, мислам дека во овој момент би било навистина така, нели, бесмислено сега да. Но планот е да тоа да биде што поскоро, значи сега нема 6 години да се затворам некаде дома сами да си пишувам. Не, значи сега работата е да од овој момент да пробаме што поскоро да го реализираме, да завршиме таа фаза на пишување, да се почнат припремите. Тоа е и скап проект, треба да се финансира, значи има сега тука еден куп работи. 30 и кусур год, 35 години помина од Бушава азбука, нема многу време за чекање. Не дека сега треба да брзаме ептен како да сме во некоја трка, ама од друга страна нема ни многу време за чекање, бидејќи мислам дека отприлика 30 години предолго веќе и чекавме за тоа. Така, ако пред 35 години немало ни и од интернет, сега во ова време, кога е навистина се побрзо и овие нови генерации растат сосема поинаку, навистина имаш тешка задача од ова столче, да слободно можам да ти го кажам тоа, затоа што на оваа нова генерација да им се задржи вниманието, така како што нас тогаш ние задржуваше вниманието Бушавата азбука, е навистина голем предизвик. Да, тоа е огромен предизвик, но и во исто време и огромна шанса и привилегија. Така што, не знам, мене не ми е толку страф од предизвикот. Мислам дека тоа е добро ја да си бидам во првиот чекор на себе си најголем некаков контролор и критичар, но од друга страна мислам дека многу ги потценуваме денешните деца и што ги интересира. Мислам дека сме многу цинични кон нив. Ги оставаме со мобилниот телефон бидејќи ние имаме нешто друго да направиме и после тоа им викаме, а мамбе со тој мобилниот цело време само па да.
Значи, мислам дека публиката постои и тука и ќе ја добиеме. Тоа што немале прилика до сега да гледаат таков производ е наша вина, не нивна. И тука си го право. Апсолутно. Дали ќе понудите скоро па идентичен, сега зборувам за тоа што е пристап кон публиката, кон оние кои што ќе се обраќате, или ќе биде нешто сосема поинаку? Па, мислам, Бушава азбука има многу инакви различни пристапи, бидејќи тоа е емисија од сегменти, од парчиња и секој некако поинаку. Многу ликови. Значи многу ликови. Јас се сеќавам дека за македонските работи тој сегмент секогаш ми беше најдоседен, најспоре. Не надгледа во камера, нешто си чита. Кога бев дете, тоа ми беше као аман. Еве го овој досадниот. Ама после тоа сваќаш дека тоа е можеби најпрекрасниот, само треба да тоа е емисија со која ти созреваш, ама не истиот ден кога ја гледаш. Туку ова ќе ти биде важно после неколку години. И јас мислам дека тоа е според мене она што би требало да биде главната амбиција на Бушав буквар. Не да успееме да направиме аналогно, не знам, слично, токму тој момент луѓе да може да ја гледаат и сега, и за 5 години, и за 15 години, и да пронаоѓаат секогаш нешто познато, а ново, а да не се смени епизодата што веќе си ја гледал 3 пати. Туку ти се менуваш. Тоа е некој, така да кажам, вонвременски, тоа е оно што е предизвикот вистински. Не да ја добиеме публиката да ја изгледа еднаш, да им значи нешто. Да се навраќа секогаш, така. Маријан, јас ти благодарам за ова твое гостување во Студио 1. Ја искористивме твојата посета на Скопје за да позборуваме и за новите изданија на Бушава азбука, кои што се во зародиш, и секако топла препорака до сите да одгледаат успех. Македонец стои за сценариото на оваа во моментот на вистина популарна серија со одлично сценарио. Фала ви многу за поканата. Така, Маријан, тука сме на располагање, се дружиме во некоја следна прилика. Ти благодарам, а ви останете со нас, следува нашиот следен гост.